Оно кое што е најмногу важно за мене како мејкап артист, тоа е во која кондиција е лицето на моделот на кој што работам. Секако ние како шминкери немаме премногу голема моќ да направиме кожата да одеднашка да изгледа спектакуларно, меѓутоа можеме да направиме еден блак пилинг, да нанесеме хидрантна крема која што непосредно пред шминката ќе ја нахрани кожата, ќе даде сјај и секако ќе ставиме крема за околу очи. Следниот чекор, како што напоменав, ќе биде аплицирање на течна пудра. Течната пудра секогаш мора да биде во иста боја како бојата на кожата. Значи, ниту посветла, ниту потемна. Секогаш гледајте да биде колку што е можно во послична боја и нијанса како природната кожа. Следен чекор е аплицирање на коректор кој што ќе биде во неколку нијанси посветол од бојата на кожата. Аплицирам секогаш во внатрешниот дел на очите, па малку оставам празен простор и потоа од надворешниот агол на окото према надвор. Во меѓувреме ќе аплицираме бронзер, тоест ќе контурираме со помош на пудра која што е неколку нијанси потемна од бојата на лицето. Кога аплицираме нешто што е потемно од лицето, така го намалуваме тој дел каде што аплицираме, минимизираме, а кога аплицираме нешто светло, го отвараме, го зголемуваме и правиме да изгледа поочигледно или ставаме акцент на тој дел, како што се највисоките точки на лицето. Рековме, контурираме со пудра која што е во неколку нијанси потемна од бојата на кожата. Потоа одиме со чисто сунгерче. Секогаш гледајте да користите чист сунгер или, ако некој работи на вас, да биде сунгерот за една употреба. Следно, ќе аплицираме пудра во прав. Користиме транспарентна пудра во прав, бидејќи не сакаме многу да менуваме од бојата на основата, но сакаме добро да ја фиксираме. Транспарентна пудра во прав аплицирав на целото лице и следно, онаму каде што сме ставиле контура, ќе повториме со камена пудра, во случајов бронзер, кој што е минерален. Следно, ќе аплицираме руменило, кое што исто така ќе биде во кафено-бронзена нијанса. За сенчење на очите се одлучив за неутрални нијанси, кои што ќе ја истакнат природната боја на очите на Барби. И најтемната нијанса е фокусирана на надворешниот агол на окото и така ќе добиеме поискосени и поистакнати очи. Во централниот дел на горниот капак од очите ќе аплицираме сјајна сенка која што е во шампањ нијанса. Еден корисен трик за аплицирање на елајнер: најпрво земете аголна четка на која што веќе ставивме црна сенка. Од крајот на окото, благо према надвор и нагоре, ќе повлечеме права линија. И шминкањето на очите го завршуваме со дефинирање на вегите. Аплицирам гел за веги со помош на четкичка. Најпрви ни ја дефиниравме и ја исцртавме устата со кафена нијанса на молив, која што не е многу силна. Потоа аплицирав траен кармин
исто во слична боја како и моливчето, и за крај средишниот дел малку го осветлив со помош на кафено-розе нијанса на кармин. И сосема за крај, овој изглед го завршувам со руменило, кој што ќе биде баш румено, светло-розе нијанса, кој што ќе ни послужи и како руменило, и како хайлайтер, бидејќи содржи суптилно сијај.